Беше тоа на 1 февруари 1834 година, кога во Охрид е роден Кузман Шапкарев, еден од најзначајните собирачи, публикувачи, афирматори на македонски народни умотворби и еден од првите македонски учебникари. Ги објави делата Зборник на народни умотворенија, наука и книжнина, материјали за животописот на браќата Миладиновци Димитрije и Константин, како и 8 учебници што ги напиша за потребите на училиштата на Македонија. Умре во Софија на 18 март 1909 година. На 1 февруари 1872 година во селото Лактиње, Охридско, е роден Смиле Војданов, македонски револуционер, учител и војвода. Учесник е во Илинденското востание во својство како војвода во Дебарско и Охридско. Тој е првиот македонски лобист на просторот на цела Северна Америка, залагајќи се за македонска држава. Умре во Понтијак, Соединетите Американски држави, на 4 март 1958 година. Беше тоа на 1 февруари 1878 година, кога е роден Атанас Даскалов Таската, македонски револуционер и серски околински војвода на Вморо. Работи како учител во село Шугово, Серско. Комита е во четата на Јане Сандаски и близок соработник на Гоце Делчев, кај кого бил комита во 1902 година. Во Балканската војна е војвода на чета на македонско-одринското ополчение, а покасно служи во штабот на 15-та штипска дружина. По војните, во Софија е член на привременото представништво на поранешната Вморо. Убиен е од член на десницата на ВМРО во 1923 година. На 1 февруари 1926 година во Прилеп е родена Тодорка Кондова Зафировска, македонска глумица и режисерка, член на драмата во МНТ и во Драмскиот театар од 1964 година до пензионирањето. На сцената е од првата представа на македонски јазик во Македонскиот народен театар Платон Кречет, одиграна на 3 април 1945 година. Таа се искажува како драмска, филмска, радио и телевизиска актерка, режисерка и професорка по актерско мајсторство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, кое што и го потврди со објавениот учебник Актерско мајсторство. Починала на 29 мај 2003 година во Скопје. Беше тоа на 1 февруари 1943 година, кога загина во борба против италијанските фашисти и балисти Александар Урдаревски Станко, народен херој на Југославија од Македонија. Роден е во селото Чучер, Скопско, на 18 февруари 1920 година. На 1 февруари 1945 година во Велешката гимназија Кочорацин, првпат во Слободна Македонија, почна наставата на мајчин македонски јазик. Гимназијата е основана во 1857 година и е најстара гимназија во Македонија. Беше тоа на 1 февруари 1950 година, кога во затворот Идризово умре Илија Чулев по неколкумесечен престој во самица. За време на својот мандат во Белград, материјално ги помагал македонските студенти, како Страхил Гигов, Кирил Милјовски, Ванчо Бурзевски и други. Во 1941 година бил интерниран во затворот Ивањица како симпатизер на Комунистичката партија, а потоа бил ослободен и како лекар работел во Прешево. Кон крајот на 1944 година бил мобилизиран во македонските воени единици како санитарен лекар. Истовремено, во текот на 1945 бил апсен на 2 наврата, заради неговите демократски убедувања, а потоа суден како припадник на организацијата Демократски фронт на Македонија Илинден 1903. На 1 февруари 1961 година е роден Антонио Митрикески. Филмска режија завршува на Високата државна школа за филм и телевизија во Лоќ, Полска. На филм започнува да работи во 1985 година. Вработен е како професор по предметот филмска и телевизиска режија на Факултетот за драмски уметности во Скопје. За својата работа добитник е на повеќе награди и признанија. Докторира со темата Теорија и практика на документарниот филм.
Беше тоа на 1 февруари 1994 година, кога владата на Република Македонија донесе одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Финска на ниво на амбасади. На 1 февруари 1996 година, Советот за безбедност на Обединетите нации го прифати предлогот на Генералниот секретар на Обединетите нации од овој датум силите за превентивно распоредување на Обединетите нации УНПРЕДЕП да остварат целосно независна операција во Република Македонија. Беше тоа на 1 февруари 2016 година, кога почина Рафаел Колевски, академски сликар. Најмногу сликал актови, портрети и пейсажи, а последно на што најмногу се концентрира биле апстрактните дела. Бил љубител на аналогната фотографија и поседувал сопствена лабораторија за развивање фотографии од негатив.